Ова се копии од ценовниците за плата на политичка програма од претходни избори, од извори Агенцијата за медиуми, каде што може да видиме дека во прайм тајм најголемите телевизии всушност даваат по практично 1 евро помалку повеќе секунда. Ова десно е извештај од една од најголемите телевизии, каде што може да видиме дека најголемата партија во Македонија има околу 107.000 секунди, треба да плати 8 милиони денари, меѓутоа, според овој документ не е платено ништо. Најголемата опозициона партија има 1500 секунди, односно 70 пати помалку, а платила негде околу 100.000 денари со тоа што не го наплатила целиот долг. Значи цените се ниски и не плаќаат. Односно, некој плаќа, некој не. Донации. Ова е извештај на ВМРО ДПМН за изборите, за тоа колку пари има даено донации од телевизиите. Гледате дека цените се движат од 10 милиони, 9, 5 во денари и подолу. Овие три методи идат кон владеачките партии. Владеачките партии во суштина може да се каже дека политичкото рекламирање го плаќаат од јавни пари. Зошто? Бидејќи потоа во меѓу избори, додека имаме циклус на избори, имаме еден друг инструмент, каде што владата, која што нели ќе победи на одредени избори, потоа има други механизми, тоа се владени кампањи и подршка за домашна јавна продукција, каде што потоа оние средства што ги задолжила медиумите ги компензира во наредниот период. Ја знаете ова анализа, ова се цени изразена во бруто, ова се цени за 3 месеци, не се реални како што реагира дел од сопствениците, меѓутоа се поставува прашањето зошто имаат попуст даено на 95%. Извор за ова е AGB Нилсен. Што предизвикува? Владата со своето влијание може да видиме дека во последните 5 години се движи многу високо на топ 50 рекламери во Македонија. Имено, во 2013 година е втора, во 2012 година е прва, 2011 година е четврта, 2010-18, меѓутоа тука мислам дека немавме избори, а за жал 2014 овој податок не е достапен во анализите на Агенцијата за медиуми. Десно се изразени средствата за рекламирање во милиони денари. Тоа е тој круг, овој дел ќе биде достапен и на интернет, ќе може да го разгледате и подоцна. Следно се однесува на само ефектот од ова кој е. Од извештајот на владата може да видиме дека годишно од 2012 до 2014 владата вложува помеѓу 6,7 односно 7 до 8 милиони евра. Ако претпоставиме дека според извештајите на агенцијата повторно дека медиумскиот пазар за радиодифузерите негде околу 20 милиони евра, тоа значи дека владата во Република Македонија е контрибутор над 30% во парите за медиумите. Се наметнува прашањето дали пазарот е здрав или не. Вториот дел се однесува на забрана за политичко рекламирање. Се ова што го говорев пред малку предизвикува клиентелистички однос помеѓу партиите и радиодифузерите. Со тоа се нарушува независноста на медиумите, нарушување на медиумскиот пазар, се создава ситуација каде што медиумите место да служат на јавниот интерес стануваат средства за политичка пропаганда, сетете се на пораките од владените кампањи и нивните наслови, се создава нееднаква положба на политичките субјекти во медиумскиот пазар, односно за време на избори богатите партии откупуваат огромен простор, а оние помали партии или партии што немаат доволна финансиска моќ воопшто не откупуваат или многу малку. Брзо се движиме до третиот дел, тоа е МРТ, односно јавниот сервис. Почињаме со меѓународни критики. За жал, јавниот сервис е присутен во сите извештаи за слободно изразување во последните години. Директни критики, меѓутоа и препораки за подобрување има во извештајот за прогресот на Македонија од Европска комисија, од ОПСЕ, особено за изборите, каде што се тврди и се дава наод дека има неизбалансирано известување. И од последниот извештај што е многу битен во наредниот процес за преговори, а тоа е во итните приоритетни реформи, каде што се вели, цитирам, има отсутство на политичка независност и недостаток на балансирано известување. Втор проблем што беше лоциран во нашето истражување, а за кој што веќе јавноста е донегде запознаена, е финансискиот проблем. Имено, МТВ има многу извори, а малку пари и ниска наплата на радиодифузна такса. Во регионален контекст, бидејќи имаме компаративна анализа, споредбено гледано, ХРТ има 10 пати поголем буџет од МРТ,
кој што на еден начин има 3 канала на 7 јазици и нејасно е како во регионален контекст можно е да има 10 пати помал буџет. Односно 20 милиони МТВ, 200 милиони ХРТ, изразено во евра. Самиот систем на наплата на таксата е нефункционален и сложен.